Во енергетскиот сектор се уште доминираат мажите, а жените и во 21 век на својот професионален пат се соочуваат со безброј бариери, стереотипи и предрасуди. Тоа го потврдуваат и статистиките, според кои во класичната енергетика застапеноста на жените е од 20 до 25%, но во новите области како енергетска ефикасност, обновливи извори и друго, забележано е зголемување на процентот на жените и изнесува околу 32%. Не постојат машки и женски професии, дека доколку некоја девојче се пронајде во техничките науки, да добие поддршка, да се поддржи и од семејството, и од понатаму од образованието, па и од индустријата да прифаќаат такви кадри. Да нема оној стереотип дека ако си девојче не можеш да работиш во тој сектор, него да им се отворени едноставно вратите на сите без разлика на пол, него да си имаат можност да си го докажат своето знаење, стручност. Жанета Сервини, електроинженер и директорка на Средното техничко училиште во Битола, вели дека постои зголемен интерес кај девојчињата за техничките науки, иако се уште е потребно да се охрабруваат, затоа што жените имаат што да кажат во овој сектор. Последните години се повеќе се запишуваат ученички. Имаме над 700 ученици, од кои околу 100 моментално се девојчиња. Тоа е голем успех, бидејќи во компјутерска техника, автоматика, посебно во програмерските науки, голем дел од девојчињата сакаат да се запишат. Техничките науки имаат потреба од креативност, од инспирација, од организација, а тоа жените и текако можат да го направат. Панел дискусијата на тема Жени во енергетиката, од визија до акција, беше дел од отворениот ден на Битолскиот универзитет и отвори важен општествен и професионален диалог за родовата застапеност и улогата на жените во енергетскиот сектор. Фокусот на дискусијата беше насочен кон охрабрување на младите девојки и жени да ја препознаат енергетиката како перспективна и отворена професионална патека.